Шанковите, потпорните ѕидови и објектите кои минатата локална власт ги урна на Охридските плажи. За новиот градоначалник Кирил Пецаков не се дивоградби, туку само проекти кои биле лошо изменаџирани од локалната самоуправа. Пецаков смета и дека досега воопшто и немало акција на уривање на дивоградбите во Охрид. А за каква акција? Каде имаш акција за уривање на легални објекти? Може да ми кажете? Сите тие беа направени со проекти кои што беа прифатени од Министерството за транспорт и врски и дел од општината Охрид, како биле дивоградби. Ма тоа не е дивоградба, тоа е неспособност на локалната самоуправа да го реши проблемот и со концесионирање и со тоа како треба да изгледа. Така да систематски и по однос на тоа како се изразуваме дали се дивоградби или не, треба внимаваме. Јас цело време сум го зборувал тоа дека бевме во кампања. Не станува збор за дивоградби, станува збор за проекти врз основа на кои што беа издадени плажите на концесија, а претходната локална самоуправа, вклучувајќи и централната власт, од 2017, а некои од 2016 не најдоа за сходно да ги решат концесионерски. Толку е проблемот. И покрај препораките на УНЕСКО, плажите да бидат слободни и да не бидат концесионирани, Охридскиот градоначалник најавува дека тие сепак ќе се најдат на јавно наддавање за одидното лето да можат да работат за туристите. Првично урбанистички ќе пробаме да ги решиме, да ги вметниме во фатите и после тоа да ги на јавно наддавање да ги издадеме под концесија повторно. На изјавата на Пецаков реагираат од СДСМ. Градоначалникот Кирил Пецаков по се изгледа сака да го врати Охрид во минатото, кога 11 години владееше неговата партија ВМРО-ДПМН, а во градов дивееше тотален урбанистички хаос. Нема ниту еден месец од неговото назначување, а тој веќе најавува поништување на сите заложби на минатата локална самоуправа и градоначалникот Константин Ѓоргиевски и нивната посветеност за исполнување на препораките и почитувањето на законите поради кои Охрид го зачува статусот на заштитен град под УНЕСКО. Велат од СДСМ. Инаку од вкупно 1076 дивоградби во Охрид, 409 се лоцирани во заштитениот појас, односно на кребрежјето на Охридското езеро, во потегот на Националниот парк Галичица и во стариот дел на градот. Во рамки на оваа вкупна бројка 82 предмети се однесуваат на урбана опрема, 16 за времени објекти, 8 за плажи, 80 за куќи, апартмани и сместувачки капацитети, а останатите предмети се за помали интервенции и градежни зафати на објекти. Ова го покажа посебниот регистар на нелегалните градби што го изработи општина Охрид за незината територија пред 2 години, согласно препораките кои беа нотирани од Комитетот за светско наследство на УНЕСКО.